Почитувани представници на медиумите, тема на денешната пресконференција е ноќната и срамна посета на рек Битола која премиерот Груевски ја направи пред околу 40 на час. Премиерот Груевски дојде во рек Битола да го стисне копчето и да го стави во функција новиот багер СРС 1050 и одлагачот А2 РСБ 5500. Денес сакаме да ја запознаеме јавноста за причината зошто Никола Груевски ова го стори навечер во 21 часот по црни темници, како во сцена од филмот Багдадски крадец. Еве ги фактите што нити ноќта не може да ги сокрие. Договорот за набавка на оваа опрема е склучен на 14 декември 2005 година во времето на владата на Социјалдемократскиот сојуз, под број 11, цртичка 1675 врз 1 помеѓу Елем и Ман Такраф од Германија со вкупна вредност од над 16 милиони евра со краен рок за реализација од 2 години. Со други зборови, овој ист багер и одлагач кој свечено ги пушти во употреба Груевски требаше да бидат во функција уште пред 2,5 години, поточно на 14 декември 2007 година, или Груевски доцни цели 865 дена. Што значи ова преведено во залудно потрошени народни пари? За овие 865 дена доцнење, по 24 часа, со капацитет на ископ од 2200 тони на час, багерот требаше да ископа околу 45 милиони метри кубни јаглен, по цена од 1 евро за кубик, или износ од 45 милиони евра. Од друга страна, за овие 2,5 години доцнење, наместо багерот беа ангажирани надворешни приватни фирми, кои ископот го правеа со своји приватни рударски машини и со камионски превоз по цена 3 пати поголема, или по 3 евра за 1 кубик, што значи дека наместо 45 милиони евра потрошени се вкупно 135 милиони евра пари на граѓаните на Република Македонија. Да резимираме, заради доцнењето од 865 дена, граѓаните од своите джебови непотребно платија дополнителни 90 милиони евра или секој месец по 3 милиони евра повеќе. Заради недомакинското работење на Груевски и лични и партиски бизнис интереси, граѓаните секој месец го плаќаат цехот со повисоки сметки за електрична енергија. Најсмешното во цел овој циркус е фактот што само 2 часа по заменувањето на Груевски од местото на настанот, багерот е исклучен и се уште не работи. Господине Груевски, наместо непотребна помпа, рефлектори и сирени, на јавноста и го должите овој одговор. Кој ќе ја понесе одговорноста за штетата од над 90 милиони евра пари на граѓаните на Република Македонија?